Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Добре дојдовте на фреквенцијата 98,1 FM. Добро утро и за сите вие кои не следите преку Facebook во живо или отпосле на YouTube. Претплатете се на нашиот канал за да ги добивате како нотификации најдобрите видеа во кои што може да ги слушнете најдобрите анализи. Ово утро моменталната политичка ситуација во земјата и во светот ја анализираме со Сотир Костов, политички аналитичар и пензиониран јавен обвинител и воздухопловец. Повеќе воздухопловец отколку јавен обвинител, од причина што јавен обвинител не сум бил од 89-та година. Добро утро, драги слушатели, добро вечер, драги гледачи. Златев, добро утро, среќно ново 2025 господово лето, здравје, берикет, љубов и мир. Спокој. Може да го свртиш малце микрофонот, Сотир? Ја не знам што да му правам на микрофонот, ама ќе го држам и еве не го пуштам. Да. Така да сте ми живи и здрави во Лидер, повеќе емисии, убави емисии, уште поубави. Остани слободно на местото го, не е проблем. Да се надеваме. Малце во етер сме? Да. И па сега обично овие работи треба од техника да ги прават пред емисија, ама тоа е кога не се гледа, не се пази, но ќе се среди. Така, сега е извонредна позицијата. Сотир, влеговме во новата година и вчера владата отвори нов пат од Градско до Дреново, да се олеснува таа траса на движење кон Прилеп и Битола. Тоа значи дека навистина многу полесно ќе се стига до таму. Има одреден критицизам, може би основан, може би неоснован. Оди на две линии критицизмот кон оваа работа. Прво велат, па што е сега ова, прават забави и фешти за 15 километри пат. Се во држава во која што во подолго време не 1 километар пуштен, 15 километри се е како многу. И втората верзија за критицизам е велат тој пат се направи во времето на СДСМ, но СДСМ не го пушти. Сега, а суштината е дека исто како и со тој од Страцин, и тој е почнат од предходното владење на ВМРО ДПМН и 7 години не успеа да направат 15 километри, да ги завршат, да бидам коректен и коннив, и сега се случи да бидат отворени. Се прашањево е, прво, дали власта се кити со туги перија, и второ, треба ли да славиме 15 километри отворен пат? Не е тоа некој голем подвиг, ама во држава во која што долго време километар не е пуштен, може да биде и голем подвиг. Не, прашањето право не е на место. Мислам, не твоето, него тоа што ги постават овие критичарите, од причина што ја поинаку гледам на работа, јас гледам по широката слика, а тоа е зголемување и развој на инфраструктурата во Република Македонија и е добродојдено. Не 15 километра, 1 километар, како што рече ти. Не е битно кој го почнал, кој го правил, кој не го доправил, кој го завршил. Битно е дека оваа власт е агилна и ги довршува работите започнати од пред да стапи на власт, а си почнува своји проекти кои исто така знае да ги заврши. Верувај ми, мене ми е битна големата слика. Од вчера македонската патна инфраструктура е побогата за 15 километри прекрасен пат. За мене тука завршуваат приказките, сите влади предходни нека се заслужни. Едни земале кредити, други правеле тендери, трети почнувале, не завршувале, еве оваа власт заврши. Ама ја малку и поинаку гледам. Ако го гледаме тој иноваторот, ја на тој код себе му дал награда годишна за иновација, измисли асфалтирање во зимно време, ама со разни некои методи, и еве полека почнува да си ги довршува работите што другите пред него не ги завршили и да поставува нов начин на работење. Ја па така гледам на оваа работа. Колегата Бранко Геровски вели,
Добро, ајде, кажете што има уште изградено СДСМ за пуштање во употреба, се знае ли? И има Ништо. тука еден интересен хумор, велат софтверот на Рашковски го има изградено. Не се Тунел употребува. под Кале и подводно, патека за Формула 1. Тунелот не е ни почнат, Google и Facebook, не се дојдени, Zipline. не знам за тоа не знам, Нели помогни ќе ми. правеше Шилегов Помогни Zipline ми. до водно, каде што ќе може да стигнете одоле до водно. Види, сум го изумил на тоа. вистина брзо. Бројчаникот на Триумфална Нити дирекција. го видовме, нити отпочна, нити го тргна. Ама бројчаникот отиде со Заев, Ковачевски и Груни. Да. Значи не велам груби, бидејќи сум направил едно- некој лапсус во едно друго студио и дома ме зафркаваат, викаа бе човекот што се замина од Македонија го прекрсти во Груни. И јас ќе го викам Груни. Во велат 1000 километри автопатишта има едно видео СДСМ дека изградиле. Па добро е. Ама кај си само има во Photoshop или она како се вика со AI направено. Ама ако реално. Сепак, знаеш, Ама Златев, новата реалност. знаеш, не е некој голем подвиг, но за оние кои секој ден од Битола и од Прилеп доаѓаат во Скопје, ете како голем подвиг. Сега Златев, да бидеме 15 искрени. километра е многу голем подвиг. А ти потекнуваш од Кавадарци, јас од Кочани, комши и мене ми се Виница, тебе ти се Неготино. Ти си млад, не знам дали памтиш, сети се на патот Неготино Кавадарци кога беше ненаправен и сега кога е направен, а јас многу добро се бројам и на тој пат, бидејќи половина потекнувам од Кавадарци, и на патот Виница Кочани кога се направи. Тоа беше фестивал и до ден денеска убав пат. Така да, секој километар асфалт е добра работа. Сега, дали се градело во време на СДСМ, нели дело Еве, нека се градело. никој не негира. Значи, знаете, никој во држава имаше таму работи на тој пат и претходно, сите тоа го видовме и така натаму, но Златан. она што останува како оценка за перформансот на претходната власт е дека во 7 години почнат проект од власта пред нив, не успеале да изградат 15 километри и не успеале да ги пуштат во употреба. Се сеќавам на Може ли по пола се километар сеќавам годишно? на оној експресен пат, односно гранката од експресниот пат од како се викаше местово, која одиш од Скопје кон Штип, нели одвртуваш десно за на Кајкочани. Добро. Кадрифаково ли беше? Карбинци. Карбинци. Од Карбинци до Кочани им требаа неколку години да завршат една помала делница од оваа, која беше 98% завршена од претходната влада. Ама приказката е иста. Мостови, им треба 7 години 2 моста да направат. 5 или 4, сега да не ме земајте за збор. Суштината е дека предходно во делот на инфраструктурата имавме целосно затајување. Сега се брза да се заврши се оно што е почнато и пак ќе кажам, се е ова почнато да се гради не од СДСМ, од власта пред СДСМ. Па да. Од власта на Никола Груевски, на Емил Димитриев, на кој тогаш се не беа премиери, на Миле Јанакиевски и така натаму. Миле, колку години помина во притвор, во затвор човекот, они уште не може да ги довршат патиштата што ги почна. Но суштината е, еве, сега тоа се завршува, еве, оди се во таа насока во која што оди. Дали може би се претерува со тој пиар Балкано? Ама не е тоа како пиар. да ти кажам? Не, кај нас и во, Ивче, тоа не е пиар. и во Србија, и во Македонија, и во Бугарија, момине што држат лепи солако ги нема, као да не се изградил пат. Тоа е традиција, тоа е домашна традиција, тоа е начин имаме на ние постојано такви, нели? на одбележување на убави одбележување. работи и И сега, дочекување на гости. Која ќе кажат, ама знаете ли колку пари се трошат? Не се трошат многу пари, тоа за тие прослави. Ја кој ги гледаш бините, ние што сме од, нели, од овој сектор, од медиумските, знаеме колку може да кошта една бина да изнаемиш да се случи таму. Ама тоа не е во тендерот. Тоа си е валда Еве, испланирана. Штип Радовиш и Штип Кочани е направено од предходната власт од почеток до крај. Не. Експресниот пат не е направен од таа влада, почнато од предходната влада.
И пола беше завршен, пак ќе кажам, до Карбинци беше завршен. Да, ма единствено нешто што завршија до крај е токму тоа делница, да знаеш. Да. Токму таа делница, единствено нешто што го завршија до крај. Ево, ја ти тврдам и ти подпишувам. Штип, Радовиш, Струмица, тие го завршија. Знаеш како? Еве, може би јавно ти соопштувам, иако ти си овде бик шефот, преговарам со Филипче и со поранешниот министер за внатрешни работи да ни бидат гости јануари, февруари, март, па ќе ги прашаме да ни кажат, бидејќи тие се најповикани. Мене би ми било задоволство. Не, може ќе ми издигнат, може нема да ми прифатат. Прелиминарно и двојцата ми прифатија дека ќе гостуват, ама нешто ги нема, па ќе видиме сега, ќе ги исконтактираме. Па може би ќе дадат некои информации што ние не сме ги знаеле, Злате. Апсолутно. Ама чисто се сомневам. Прашање што мислите кој ќе биде идниот кандидат за градоначалник за Скопје од ВМРО ДПМН? И јас мислам, вели нашиот слушател, Коце Трајановски е добитна комбинација. Видете, во изминатите 2 мандати, еве скоро 8 години, се покажа дека веројатно Коце Трајановски е најдобриот градоначалник во историјата на Скопје. Тука ќе, да не ви кажам колку се од булеварите што ги возите вие, се направени во негово време. Значи имаме, Коце беше 8 години градоначалник на Скопје и 8 години не е градоначалник на Скопје. Сега првите 8 години и вторите 8 години, ако ги споредите, имате еден огромен успех, негов, имате после во време на Шилегов одредена стагнација, но пак виталните, како се вика, виталните делови од градот, виталните институции на градот, виталните функции на градот функционира во време на господинот Шилегов. Сега не може да го, треба да бидеме објективни, и потоа имаме потоп во кој што не функционираат ниту виталните функции на градот, ниту функционира споредните, ниту експанзија има било каква градот. Така што сега, дали е добар за враќање Коце Трајановски, не би коментирал од една единствена причина што можеби сега Коце е потребен за инфраструктурата на цела држава, на таа функција која има како директор на Македонија пат. Еве гледаме дека веднаш има резултати во тоа што го работи и се покажува како еден од најефикасните директори на јавни предпријатија. Александар Николовски има направено феноменална одлука, нели, како министер за транспорт и врски, да го земе во тимот. Во однос на Скопје, во овој момент имаме од ВМРО ДПМН јавно искажани аспирации од тројца, кои велат можеби. Првиот е Орце Георгиевски од Кисела вода, кој може да биде, нели, еден како да кажам, еден мини Коце Трајановски, еден млад Коце Трајановски кој би напредувал во кариерата и би прераснал во тоа што е Коце. Вториот е Боби од Гази Баба, исто солиден како градоначалник вака во тоа што го работи. Третиот е еден министер кој доаѓа од не толку атрактивно министерство, зборуваме за Златко Перински, но министерство кое дури такво мало, без голем буџет, без големи ингеренции, гледаме дека постигнува некакви резултати. Кој ќе биде од тројцата не можам да знам, а може би е некој во ВМРО ќе послуша и таа на слушателите нели аспирација што велат за Коце Трајановски. Вели Игор Бутлешки, секој ќоше го знае од градот Коце, тоа е немогуче. Не сум разговарал со него, тоа е енциклопедија во овие работи. Од СДСМ, од друга страна, имаме за сега само еден јавен аспирант, на градската организација. Тоа е председателот на градската организација, Ѓорги Галетановски, подобро познат како Чомбе. Чомбе беше директор на македонската, како се вика, на зоолошката градина во Скопје, за кој до ден денес и животните
и вработените имаат само пофални зборови. Знаете, моето мислење е вака, со сет респект кон желбите на граѓаните однапред на слушателите да ги коментираме некои кадрски решенија, јас би ги коментирал кога званично од ВМРО во било која фаза ќе бидат истакнати. Кадрска политика на ВМРО никој пат не сум го водел, ниту па најмалку се ја сакам кога покажуваат првични екстра добри извонредни резултати во практикување на власта да им ја водам кадрската политика. Но кога некој званично тело или лидерот ќе истакне можни кандидати, како што оној ден мислам спомна нешто за локалните избори, еден двојца кандидати во општините спомна, ама не за Скопје, тогаш јас би коментирал. Кој е од овие тебе ти е фаворит? Не, немам фаворит. Сега мора да имаш еден. Немам фаворит. Мора еден да отскокува. Не ме следиш. Ти си од кисела вода, сега тебе треба да ти е орце. Не ме следиш. Кога ќе бидат званични кандидати спомнати од представник на ВМРО или кадрска комисија, Сотир Костов со сет свој габарит, искуство, ќе каже своje мислење и никој пат не бегал. Со сите тројца што ги спомна се познавам, за сите тројца имам позитивно мислење, за сега тука ќе завршам. Со шпекулации никој пат не сум се бавел и ќе продолжам да имам таков став. Сотир, ти треба да би, ти си од кисела вода. Да. Ти треба да си го фаворизираш Орц. Не, јас сум од Кочани, ако одиме подалеку. Од Кавадарци, добро не, сега таму живееш. Јас сум од Кавадарци, живеам во Гази Баба, но личната карта уште ми е во аеродром докаде што живеев до пред 5-6 месеци. Сега, што е работа? Јас тука, а Перински па од аеродром, јас сум многу возбилна, како се вика, кој дали сум аеродромец, дали сум газибабјанин, односно... Газибабјанин, бе! Не знам се. Али вама и цизериште разбойници, уште малку. И сега, иако сум кавадарчанец генерално, како и најголем дел од популацијата од Скопје, каде што имаме дојдено од некои тешки села овде да живееме. Дел од тие што се дојде, тие од најтешки села што се дојдени, најголемите селјачишта, тие или глумат дека се некакви. А Злате, ти предложам да ги викнеме. Злате, во следните среди да ги викнеме овие луѓе па да поразговараме со нив. Па може да, може да така почне, а може да направиме еден како се вика. Мене Коци ми бил гостин во еден подкаст во едно друг медиум пред 2-3 години. Ние може нашето радио да понуди ние еден наш кандидат од нашиот. Не, ја не би одел така. Не, ја мислам дека не може да го понудиме Аги Мионус, нели, он е древен скопјанец. Сега ме ставаш во недоумица. Скопјанец. Ова ни за куда. Значи, да, ние, Башка го покажува етничкиот диверзитет на градот. Збори македонски, албански, турски, може да се обрати. Јас ќе се изјаснам кога тој ќе е присутен по ова прашање. А немам негативно мислење кон овој предлог. Али ќе се изјаснам кога тој ќе биде на третата фотелја овде присутен. Познавајќи го добро, јас можам да кажам дека нема да краде многу. Значи, не, така. Не. Видите, значи, кога ти беше на специализација во Англија, ја нему као чајченец му правев маркетинг, да ти кажам, за чајер. Не ги положи сите испити кај мене, ама поголемиот број ги положи. Така да, како докажан и покажан чајченец, можеме да го играме. Агим кој ќе го предложи, па тука е најдоброто, Агим има коалиционен потенцијал да биде поддржан, да речеме, од две албански партии, две македонски партии. Зошто? Зошто само тие, може и други? Значи, зошто не турска, зошто не српска? Па сите тие во коалициите што се, зошто не? Во коалициите што се. Интелектуалец од висок профил, ова веќе не е со иронија, ова е сериозно. Малку вокабуларот ќе треба, ама ја ќе му помогнам, ќе го истренирам. Вокабуларот треба малку да го смири. Башка, муабети ваков бил, таков бил. Не му вадам ја муабет. Јас знам тоа се што е овако. Слушам, сте имале една убава емисија Жолџна пред Нова година, не стигнав да ја гледам, ама ветувам дека ќе гледам едно, па ќе дадам. Имавме полемика. Вака имаше добри реакции, кај мене имаше. Кај мене имаше добри реакции, ми се јавуваа луѓе. И можеме, нели, тоа резервите што остаено од Шилегов, па ќе допиеме со него, ја ќе му помогнам. Нема вакви работи. Али тоа муабети му вадат одма, ви кажувам, Аги. Не е таков. Значи, ама еве ја ќе доскочнам, дели, како негов колега, пријател.
човек со кој секој петок работи. А зашто ве не зборат за други паси негове, тој е моторџија. Да, моторџија. Вози мотор. Првиот моторџи, а моторџи се у Скопје сериозна целна група. Агим за градоначалник, предлог на Радио Лидер, сите политички субјекти ги замолуваме сериозно да размислат. Да, познавајќи го него, тој независен може да биде. Тој се има опробано повеќе на парламентарни избори. Да, правеше море и партија, море. Агим има богата историја политичка, да ти кажам. Не. Значи ние го имаме како кандидати, мислам дека Агим најдобро знае што треба да се случи со градот. Ајде да видиме. Ама ја ќе коментирам кога тој ќе биде присутен. Направивме една заедничка емисија, па можеме уште една во новата година да направиме. Можеме да го вика од ниту еден сегашен градоначалник не гледам кој може да остане градоначалник, па не за Скопје. Сите работат против Мицковски и ВМРО. Сега ова малку претерано. Зошто Мицковски треба да ги викне советување, хигиената пред се добро, па има. Чека, само за Скопје или за сите градоначалници? За Скопје. За Скопје, па не е точно. Па добро, нашиот слушател има објективно право да критикува како ама морам да одговорам, Злате. Еве вака. Со сет респект кон нашиот слушател, тврдам дека за Бутел ова не е точно, тврдам дека за Газибова ова не е точно, тврдам дека за Ѓорче Петров ова не е точно и за Човелишти моја кисела вода. Во тие 4 општини, колку толку ги следам, ги знам работиве, мислам дека луѓето добро си ја терат работата, се е тоа тимска работа, сум го видел на еден, друг или трет начин сум соработувал со тие луѓе, знам дека тимски работат, успесите им се тимски, само напред фронтмените се градоначалниците. Така да за овие не велам за другите општини дека не е добра работа. Многу помалку сум запознат во другите општини. Ја ќе ви кажам, во последните месеци, да речеме, во Ајрадром се чувствува огромен прогрес. Тука кај што сме не е доволно, потребно е многу повеќе, но и проблемите се наталожени и така натаму. Ќе сега не знам, да не коментирам, не сум експерт за локална самоуправа. А знаеш дека ја имам звездица за локална самоуправа уште од 2004-2005. Ти Митко Јанчев е твој проект. Добро. Значи Митко е поштувани слушатели. Тоа е малку покасно. Најдобриот градоначалник во историјата на Кавадарци, кој се стреми и до титулата најдобриот градоначалник во историјата на Македонија. Што сега кога Палма почина од Јагодина, може да биде и најдобар градоначалник на Балканот. Господинот Митко Јанчев е кадар на овој човек кој седи наспроти мене. Првата кампања на Митко Јанчев, главен спин доктор во таа кампања, главен кампејн менеджер беше токму Сотир Костов, кој го гледавме како со ташниче се шета низ Кавадарци и со ранче и спрема медиумски стратегии, спрема стратегии за односи со јавноста, кој го донесува Митко Јанчев на власт и сега ги гледаме, нели, најблиску што Балканот го има до Цирих, еден е, да речеме, Кавадарци, и тоа се благодарение на тебе. Ја од име на кавадаречкиот народ морам да ти се заблагодарам тебе за таа работа. Да. Вака сега. Значи Митко Јанчев не е мој кадар. Митко Јанчев од бизнис секторот е кадар на ВМРО ДПМН и тоа многу добар кадар. Митко Јанчев не е, како што велеше, еден од најдобрите градоначалници Кавадарци и Македонија, 2 пати за овие 8 години е прогласуван за најдобар градоначалник во југоисточна Европа од меѓународни тела, значи, не од Македонија. Значи, тоа да го разјасниме, и малку претера со фалењето на мене за таа кампања. Да, таа кампања е една победничка кампања, една прекрасна кампања, која подоцна јас ја имам со мојот тим пресликано и за други кампањи, и во тоа се согласувам. А инаку не е мој кадар Митко Јанчевски, тоа си е кадар на ВМРО ДПМН, и ВМРО ДПМН најдобро се знае како да ги алоцира или да ги усмерува своите кадри, така, да, тоа е позитивна приказка со Митко Јанчев. Така да малку поднамали кога ме фалиш, да не отидам во покондирани тикви. Али сепак ти благодарам, Златев. Златев,
Да. Чека, имаме критика, вели. За пожарот во Калифорнија секој ден по 15 минути се објавува, а за Вевчанскиот карневал и за други културно-спортски настави во Македонија нема ни 5 минути. Според мене треба да бидат покриени во живо, да има репортажа, Па има. радија и телевизии почнаат да работат од дома. Па видете, Онлайн сега е најинтересно. морам да се согласам со вас дека навистина не даваме доволно. Ние сме мала радиостаница на музика фокусирана повеќе така натаму, не ни можеме да си дозволиме реално да правиме пренос во живо. Тоа кошта пари кои ние ги немаме, затоа што нашите спонзори може да ни обезбедат тие десетина плати кои ги земаме овде, и тоа е тоа. Знаеш, со овој тим, со оваа големина на медиум, со овој технолошки капацитет, не можеме да си го дозволиме тоа. Но оно што можеме да си го дозволиме е да анализираме секој утро и да полемизираме заедно со вас, и во право сте, морам да кажам. Треба да се објавува и за пожарот во Калифорнија. Тоа е навистина ужасен настан. 164 километри квадратни изгореле. На последно што го видов, сега може и повеќе. Полека локализираат. Огромна трагедија, а за Вешчанскиот карневал постои во Македонија одредена, како да кажам, кон овие наши традиции кои ги имаме, кои се на крајот од денот добри, на крајот од денот имаат одредена порака во себе, постои одредена одбивност да станат, знаеш како да кажам, да станат работи кои секоја година ќе ги чекаме. Еве, ако сакате, зошто нема пренос во живо и од Галичка свадба? Јас сеќавав на времето кога имаше пренос. Едно од најголемите традиции и брендови на Македонија. Знаете, еве, и Вевчански карневал ќе го ставам во тоа. Ќе ги ставам и оние джоламари низ градоите, кои сега за Василија, бабаите. Има и толку многу интересни работи, но не, ние сакаме да ги пример, еве, тоа е навистина, но не сакаме, тоа ни е некако ни е по-добро да се бавиме со глупости, и во правост морам да ве поддржам. Вика, Јанчев има една грешка што им се лигаваше на бандитите од Муртиновици и компании. Точно, согласувам, сега зборот лигање е малце претежок. Ретко кој градоначалник заслужува втор мандат, вели Дивна Лазарова. Општините се ругло, ѓубре. Ова е се легитимно што кажувате. И мислам дека политичките партии треба да го земат во предвид се ова што вие го пишувате. А сакам нешто да ние кажам... не бираме. Златев снимили некоја нова песна, да ми помине тоа, како се вика, предплатата 3 дена беше, сега треба да доплатам $7 за да ви направам уште 3-4 нови песни со вештачка интелигенција кои се Да, бе, сте правиле бравури со столито. Со столе, да. Браво, алал да ви е. Ми кажа техникава, ми кажа. Сотир? Алал да ви е. Морам нешто да кажам за Вевчански карневал. Една од најдолгите традиции, ако не е најдолга традиција во моментално што обстои и екзистира во културниот живот и уметнички на Република Македонија, ама едно примети мојата анализа и експертиза. Во последните 7-8 години, прва година без афери. Секој пат имаше некоја афера, некои типови критичари се јавуваа, критикуваа маски, оваа година помина без афери и ме радува, нека продолжат така. Ма шо афери беше? Секој пат имаше проблеми. Една година која му лета уховидот со полиција, се сеќам кој ги апсе. Сети се, да. Ова маска не чинела, она маска била против заедничкиот живот. Некој си дозволува нешто што е сатира, нешто што е хумор, да го пласира како раздор во Македонија. Апсолутно неточно е, да појаснам. Значи, апсолутно. Тоа се одлики на комунистичката партија на Македонија, уште од времето ти кога си членувал таму. Да бидеме вака искрени.
Најискрени бе, Златеве. А ја не гледам лошо во тоа, види, Златеве. Титов пионер, Титов младинец, член на партијата до 88 се самоисклучив. А како ќе напредуваш ако не го знаеш ти, не ти посакувам да го почувствуваш комунизмот. Ама едно да ти кажам, ни твојата демократија овие 3-4 години многу аир не видовме од неа. Иако ја поддржувам, се вградувам во незе, со моите експертизи допринесувам барем милионити дел да биде нешто подобро. Ама едно да знаеш, лицемерието демократско е многу поштетно отколку лажењето и оној комунизам со човечки лик под наводници да го ставам. Така да, не можеме паушално да кажеме дека се не чинело во комунизмот. Напротив, имаше многу добри работи, ама отиде во историјата. Сите индикатори, ај се малку додеме на светско ниво, сите индикатори кажуваат дека овој капитализмот не е во голема криза, Златев. Многу луѓе се свртуваат, го бараат каде е комунизмот или остатоците добри од комунизмот или социјализмот. Не знам дали си приметил такви. Ти знам и контраш нова, и ти си голем фан на западноевропската и светска демократија. Не знам зашто не ги гледаш низините изопачености. Морам да ти кажам вака најискрено. Да ми кажеш. Она што се нарекува како да кажам едно целење кон суштината на социјализмот како таков, суштината на социјалната правда, суштината на правата на работниците, на маргинализираните групи, на слабите, на немокните и така натаму. Може да го видиме на запад, а не на исток. Знаете, стремежот кон тоа може да го видите на запад, каде што се дебатира за овие работи, каде што се применуваат законски измени. Па еве се у Шведска ќе намалувале работно време, во Скандинавија ова ќе било на исток. Сегде имаме, сегде имаме тоталитарен, ригиден и насилен капитализам. И тоа е иронијата на историјата. Кина е владеена од комунистичка партија, а во Кина има такво кршење на правата на работниците во одредени области, каде што имаме документарци гледано на таа тема, каде што луѓето живеат буквално као затвор, затворени, спијат во фабриките, работат во фабриките, немаат никаков живот надвор од фабриките, се со една цел, Кина да може поевтини продукти на светот да му понуди. Така што презервацијата на работничките права може да ја видиме во западната хемисфера. На исток имаат расчистено со тоа. Феноменот Гвантанамо ќе ми го објасниш? Гвантанамо е затвор. Кој, на запад или во Кина? На запад. И? Добро, тоа се високите проблесоци на западната демократија. Лежат терористи, тамо лежат неконтролираната моќ на ЦИА, FBI и сите 18 други агенции на САД во поглед на влијанието во светот и почнување војни. Демократија и достигнување е тоа, Златев. Не, сега не полемизираме за социјална правда, не полемизираме дека доколку вие сте во Франција, во Германија, во Велика Британија, во Скандинавија, па вие како човек, значи како вработен негде, имате многу подобри услови. Добро. Многу повеќе системот се секира за вас од било каде да. Еве во Франција гледам колку се секира за правата на работниците, 2 пати му паѓа владата на Макрон. Добро. Пази, жолтите елици се во Кина или во Франција? Но тоа е супер. Значи тоа што паѓа одредена влада, тоа што има активност. Пази, не паѓа за било шо. Паѓа за нереализирани социјални проблеми. Да. Зошто бе во Русија? Во Русија ништо нема реализирано. Ништо нема реализирано, но не паѓа затоа што нема демократија, има тоталитарна моќ. Нема против што да се кренат. Ако се кренат, ќе ги убијат, ќе ги затворат. За Русија сум решил ќе умрат како што умре Навални, ќе умрат како што умре Немцов. Затоа во Русија не се организираат. Овде имаш демократија, каде што вика ти дечко не реализираше, јас ја ти доаѓам ти протестирам. Вака сум си ветил, со Русија не го инфицирам лидер, иначе имам многу да ти кажам за Русија. Ама, имам ја мои ставови и принципи, во оваа емисија Русија не ја внесувам од принципиелни причини. Нешто да ти докажам за комунизмот и демократијата споредба. Во социјализмот го имавме
едно водно и едно зорле. Во демократијата, во секој град имаме водно и зорле. Градежната мафија до сиромашки стап го донесе македонецот. Епа, еве ти е демократијата, како се практикува. Не сум ја против демократија, ама јас сум за демократија во вистинска смисла на зборот, со есенцијата, човекот во центарот на времењето и медија ред. Верувајте, сум правил анализи, сум справил поред. Ти верувам. Денеска, значи, во најлошата ситуација, во најлошото време, кој е најлош лидер од 91 до сега? Заев. Тоа он ли е најлош? Не знам, според тебе, кој е? Тука си некаде. Груевски, Заев, Ковачевски ништо подобар не. Значи, Ковачевски е дури полошо. Добро бе, кратко бе. Само што Заев поголема штета нанесе. Во најлошото од демократијата. Вие како граѓанин на Македонија сте имале повеќе шанса од во најдоброто време на комунизмот. Зошто го тврдам тоа? Во најдоброто време на комунизмот ограничено социјални ограничувања огромни. Шетање ограничено огромно. Ни случајно не е така. Најшетани луѓе бевме ние македонците и југословените. Кај сте биле најшетани? Секаде. А пасошот југословенски највреден во свет беше. И тоа вие сега тоа го зборите највреден Нема вие. Јас сум Сотир Костов. Добро, еве ја ќе ти кажам. Јас сум Сотир Костов. Ја ќе ти кажам статистика. Ја ќе ти кажам статистика. Ајде. За цело владење на социјализмот само 10. Внимавај. Само не 10. Само 6% од вкупната популација која живеела во во Македонија било кога излегло од Македонија. Оу, не е точно. Само 6%. Ова се твоите интернет неточности што те лажат. И тоа не е така, но не, сега ти можеш да ме сперти. И тоа излегувањето било Бугарија, и тоа е тоа. За, нели, да се направи онаа Трампа и до Трсчо оделе. Значи, Сотир Костов. Грција, Бугарија, Маđарска, Швајцарија, Франција, Италија, Русија, Канада, да бројам уште каде се су модел за време на социјализмот. Ама ти си бил дел од елитата на социјализмот, сега ти не се споредува. Јас сега да ти кажам, значи ти се, па сега елита си бил човече, како? Си бил јавен обвинител. То не е елита. Елита е политичката елита. Не. Ти јавен обвинител е јас струка. сега ќе ти донесам 50 Златев вработници, извини, од Кромберт и Шуберт и ќе ги прашаме каде отишле во изминатите години. Добро. На одмор, на летување, на се. И после ќе направиме споредба со 50 вработени, случајно избрани репрезентативен пример од Баргала Штип, што работеле во тоа време. Значи, не зборуваме ние сега за професори универзитет, тие сите шетаат и сега и тогаш. За универзитетски професори, јавни обвинители, не да ги убиеме, јас ти кажувам, тоа е една професионална недеформација, тоа е таква име професијата, животот мора да бидат отворени. Зборувам за обичниот народ. Не мрднале од Македонија и од Југославија, тргни ги обвинителите. Не. Сега се милионери во време. Другите да. Во тоа време обвинител можел да си дозволи вака да се прошета. Сега обвинителите се милионери. Не, јас сум се прошетал како младински активист од Кочани до Белград. Значи, локален републички сојузен сум бил. Во комунистичка партија. Да. Не, во младинска организација. На комунистичка партија. Ја на комунизмот никој пат не сум бил во комунистичката партија функционер. Никој пат. Јас сум бил младински функционер. Добро е. Право активист, акцијаш. На вас останувале Југославија. Не знам зошто со голем нереспект гледаш кон тоа време. А очигледно ќе треба некоја чорба да изедеме заеднички, веќе 2-3 месеца. Не, јас не гледам не сме биле на чорба и да ти објаснам дека имаше живот и во комунизмот. Ја не викам дека немало живот, јас само ви тврдам. Знаеш што е проблемот? Што ДБК беше сегаш нација. Тоа е проблемот. Луѓето со кожените мантили и кожените шешири беа проблемот. Сотир, јас не тврдам дека немало живот. Јас не тврдам дека немало живот. Јас само тврдам дека сега има дури. Сега си видел бе некој да чека. Ти у социјализмот си видел да се чека редица, нели, за цар леб да се купи, така?
Не, тоа беше кризата тоа. Да. Имаше купончиња, имаше така, па пар не млеко, пар, па да. па имаше Мене купони баба за ми бензин. кажела, она млеко која чекале, па таму им те тоа се оточеле. кризите. Да, А тоа не сме никој да го негира. Апсолутно. Да, да. Си видел ти у последните 30 години некој редица за леп да Не чека? сум видел голема криза, поголема од социјализмот. Ете, тоа сакам да ти кажам. Раслојувањето. Овде, во овие 34 години, раслојувањето е многу поголемо од колку во социјализмот. Те молам. Ама сепак и најсиромашните живеат подобро од што живееле Не тогаш живеат подобро, а најсиромашните. сиромаштијата е на многу повисоко ниво, а во демократијата, ама за слушателите, не за тебе, ти знаеш, знам дека ме закачаш, а за слушателите ќе кажам, пак гласам за демократијата, ама за вистинската, а не за социјализмот и комунизмот. А иначе, во многу голема заблуда си ако мислиш дека денес многу поубаво на социјален аспект се живее отколку тогаш. Не. Можеше да одиш на Јадран, можеше во Охрид, во Дојран, било каде да одиш бесплатно. Да. И само 6% излегува. На се што може. Не, точно, те трова тебе западните ментори твои во овие твои специализации кои Не е изворедно така многу се, јас ги ти ценам, кажувам. ама податоците од интернет не ти се точно. Значи, Не се ти тоа. кажувам дека Почитувам да ми дојде со Forbes. денеска живееме многу поубаво од што сме живееле тогаш. Само во поглед на слободите и правата човечки. Економски и социјално катастрофално живееме. А слобода, права, почитување на човекот како личност, да. Јас во суштина, и ти не знам дали знаеш, мене ме викат Сотир демократот, бидејќи демократска алтернатива е едина партија каде што членував. Значи, ја во суштина сум демократ по мојот ментален склоп, ама не можам да кажам и да плювам се каде што 33 години помина во социјализам. Не, извини Злат. Каде што Бугарија имаше поголем БДП од нас. Бугарија ние никој пат зборуваме- немала поголем БДП од нас. Секоја Бугарите година, беа статистички. конзервирани. Статистички во Бугари. од Сојузна За тебе, Република Македонија. абе, те троват многу со Бугарија неточности. секогаш имала повисок БДП, а вие тука нас не убедувате дека таму за 2 паштети сте биле со Никој мајка пат. и керка, дека сте правиле, ама да никој пат. Јате. Светска банка отвори податоци. Не е точно. Значи. Не е точно. Не е точно. Твојата перцепција е поважна од секоја статистика која постои на Сета светот. квалитетна роба одеше во Русија, одеше во Источна Германија, бугарите живеа сиромашен живот, собираа пари да избегат од А Бугарија. не бевме богати. Ја ти тврдам за нив, бевме милионери. Кај ви се милионери? ние ги, не, чекај, ние ги снабдувавме, сега ќе ти кажам, со мастики за джвакање, со чарапогашти, со фармерки и се што значи Чекај. джинс. Вика, како се образованието беше многу подобро, речише А секој здравството? полугодие А имаше здравството? Најдобро здравството ревизор. беше. Па образованието ти имаше фалинки Па ако образование. е најдобро здравството, Да. зошто ние сега со ово утепано никакво здравство што го имаме сега со овие редици се, имаме за 30 години поголем животен век од тоа што имал животен век, што имал македонската популација животен век. Тоа во се социјализм. циклуси, Злате. Кој А циклус? зошто имаме вакво иселување? Ако Не, е не, толку не, убаво? еве. Сакаш да те... Ја Еве, можам да те ако матирам е толку, и тебе. Ако е толку Златев, добро било комунистичкото здравство, кој што тврдите, зошто сега животниот век сега со никакво затуцано глупо здравство со редици чекање со се е за 30 години поголемо од тогаш. Нели тогаш било супериорно, тоа е прво. Второ, ако образованието било подобро, како бре оние лигуши комунистички станале универзитетски професори што во ден денес никој у свет не ги признава нигде. До ден денес Ману ни го во Ману се тие истите Не, за Ману тигосауруси. исто мислиме. Исто, Значи, исто за Ману. и па не, па тие се сите од комунизмот произведени. Што? Врвот на правната мисла во светот кој е? Камбовски ли е? Мицајков ли е? Се согласуваме. Тие ли се, малку тоа ли ги- е елитата? Види, Златев, Значи, ги ја ви измеша гарантирам, на лунчињата. Ухим најслабиот Златев. професор денес е бољи од тие. Ни случајно. Шо? Ни случајно. Не ги знаеш податоците. Значи, едноберово важеше за град број 1 во Југославија според квадратен километар докторини на науки. Е, да добро има. де. Го знаеш што е вицот? Докторини на науки, убави жени и пијаници. Берово. Е, добро да и шо И се? сега ти ми кажуваш тие доктори не вределе. Напротив, докторите со титула
од тој период многу повеќе или еднакво вредат како сегашните кои ги купуваат дипломите, Не човече. зборувам сега ги за тоа. Јас купуваат зборувам сега за дипломите, официјалното статусот образование. го купуваат. Ми забега малку, Злате. Не зборувам сега за тоа приватни глупости, зборувам за официјалното, за УКИМ зборам. Ја голем критичар на УКИМ сум, ама сега е дури подобар. Што е следно, Сотир? О, исто Ајде. мора да го ставите во вашите глави. Ама зошто множина ми се Не. ми се Не. обраќаш? Што е Мрече ми Сотире, Еве, стави јас го ќе во ви твојата кажам. глава. Стави го тоа у твојата глава. така. Единствениот придонес што јас го признам на социјализмот во делот на образованието е тоа што за краток период, благодарение на тие ригидни државни методи, успеале да описменат најголем дел од популацијата. Најбитното не. Значи, кога, јајде сега, да не биде сега ја тука. Најбитното нешто. Кога 45-та се прави Македонија, тука имаш 1% од популацијата што нај името да си го напише. На крајот 91-а, 92-а, ја кога сум роден, веќе бројката на тие што знаат да си го напишат името од 1% доаѓа до колку имаме денес, над 90 и нешто е. Не. 97-8% е писменост. Имаме, значи, описменети сме. Тоа е добрата, Ќе доам ја да зборам. добрата, извини, само што е добрата придобивка на социјализмот. Втората добра придобивка е конечно, ние од феудална држава директно социјалистичка одиме. Ние немаме капитализам измеѓу, немаме индустриализација пред, за разлика од цел Запад, што социјализмот бил стремеж при индустриализацијата, знаеш. Ние немаме индустриализација капиталистичка, многу мала, 2-3 фирми, Пивара, Европа, Тиквеш, толку со цела држава дали се 5-10 фирми, нели што биле индустриализирани. Масовна Не, тие индустриализација. се македонските, како ги викаат, олигарси. Не, ма зборуваме ова пред социјализмот. Тие целиот обштествен производ и државно благо што го создаде социјализмот, тие си го присвоија. Овие фирми, твоите демократици ги овие си ти ги зборам, присвоија. овие постоеле пред социјализмот. Европа постои пред социјализмот. Пивара, па 100 години славеме, Да, све па за окей, тоа ти све викам. окей. Ја тоа била единствената Кој е собственик сега на Европа и на Пивара? олигарсите. Па не олигарсите со раковата. Значи, но Како стана? Со плячка. ама чекај, кој ми е овозможно? Власта 94-98. СДСМ. Не, Бранко Црвенковски. комунистите им е овозможија. Па, СДС кој се? Добро. Комунистите. Да не, Па да. значи, да бидеме Знаеш како искрени. се согласуваме кога збориш Да бидеме со искрени. точни Па податоци. како бе тие истите комунисти кои овозможиле овие да крадат биле лоши, а 10 години предходно биле супер. Истите Не, кој ти луѓе се вика тие. биле супер? Истите луѓе се. Леле, како ги изврти лунчињата, ги измеша. Ај, вака Истите сега. луѓе се. Да видиш дека ја боле од тебе знам да манипулирам, ти сега последните 5 минути ме манипулираше. Еве вака, ако така е се добро, зошто од Македонија се иселуваат младите? И одговори ми и да станам да си отидам од емисијата. Може да јас. ти кажам? Ајде кажи Од ми. една единствена причина. Кажи ми. Од една единствена. Ти знаеш ли причина. дека е изумрен кадарот од комунизмот? Комунистичкиот и социјалистички кадар веќе изумрува. Ние сме Луѓето од последните Македонија се метузелеми. иселуваат од 3 причини. Ајде. Прва причина за иселувањето. Социјална причина. Добро. Затоа што на Запад може да најдат подобра, нели, подобри работни места, да се грижат подобро за своите семејства. Втората причина. Не веруваат во стабилноста на оваа почеток. Добро. Не веруваат дека овде може да има било каква искрена причина. И трета работа, според мене пресудна. Има луѓе кои имаат и добро ситуирани се овде, имаат добри работни места, имаат се, но и покрај тоа се селат од државата. Зошто? Кажи ми ти, јас те прашав. Поради потрагата по среќа и поради бегството од овој менталитет. Еве го Златев кој јас го познавам. Значи, И ова се Златев трите кој зборува причини. точно и на место, без да манипулира. Причини. Ова се трите причини. Да. Зошто? Затоа што ти во Македонија не можеш во овој момент да успееш Добро. доколку доаѓаш од работничко семејство. Многу е потешко. Ти можеш да успееш, ама мече ќе родиш. Доколку доаѓаш од работничко семејство, доколку не е вујкот ти владика, доколку немаш врски во системот, доколку не си партиски член, не можеш да успееш. Многу е потешко. Ти можеш, ама е претешко. На Запад
тебе ти се многу полесно отворени вратите за иновација, за бизнис, за добро запослување. На запад имаш стандардизација, твоите деца ќе учат во убав образовен систем, ќе бидат многу пописмени, многу попаметни. Тоа е втора. Ја на пример, ја не би се иселил ради себе, јас сум се родил во оваа жабокречина, ќе истерам. Јас од Македонија би се иселил само поради за моето дете да има подобра шанса за живот. Вика, а како ти си успел, Златев, сега газда си? Што сум успел, бе? Не, ја ќе му мало радио. Ја ќе му одговорам. Значи, што сум успел јас во животот? Жити се. Не сум ја успешна приказна. Јас сум еден обичен новинар кој се тргнал од медиумите за да не му прават притисок други главни уредници, си направил порталче, случајно порталчето станало радио, со еден скромни примања, со еден скромен обрт и вака и ќе продолжам. Јас може ја да кажам збор два. Ајде. Ти сакаш скромен да бидеш и велеш дека си скромна приказна. Јас ќе ти кажам дека јас сум задоволен од мојот живот. Јас сум исполнет човек. Кога се бавев со политика во оној систем, достигнав врвови. Во демократијата не се бавам со политика, повеќе на експертски план се бавам, јас сум задоволен човек. Сега да ти кажам, провери го моето минато и во комунизмот, социјализмот и во демократијата, ќе видиш ја никад не сум имал Вујко Владика. 98 година дојдов во Скопје, сум тоа што го работам, сум еден од најдобрите. Никој не ми помогнал, само мојата соработка. Еве моментално со Златев. Моментално. Предходно со некој X, па ама чекај сега, ти сакаш да збориш пола сат, ја 3 минути. Ајде. Значи јас сум задоволен човек, ја нема да се иселам од оваа држава никој пат. Пробав кога останав без работа 90-та година, комунистите, твои социјалисти, социјалдемократи ми оставија, се вратив од Швајцарија и од Франција. Ама јас ти кажувам какви се системите воопшто, социјализам и демократија, а сега ние дојдовме во Македонија. Моја Македонија не ја трампам за ништо друго. Тоа е мојата патрија, мојата татковина и останувам тука. А, ова искрено ти го велам, ни тогаш, ни сега никој не ми помогнал. Се со мојата глава и со моите раце сум постигнал. Најди ми Вујко Владика. Јас сум единец, ја немам никој во власта и во демократијата и во комунизмот што ме побуткал. Сум дошал, што ми викаше недобриот ми другар Лав, Бог да го прости, селјак од Кочани, вика, ќе ни солиш памет. Па да, мојата струка е да солам памет, да ти кажам. Брендолог, политички маркетинг, изборни кампањи. И најди ми Вујко Владика, јас ќе те частам. Чекај, ти не си бил на врвото комунизмот. Како? Ти не си бил на врв. Сум бил. Замисли тебе. Не сум бил. Не се срамам. Член на председателство на млади на Југославија. Требаше да видам секретар, сека не ми дозволи. Ради брадата, ради долгата коса и ради джинсот. Ама тоа не сакам да го причам. Тамо во цека да си имал. Кога ќе викнеме Бранко Азевски, ќе ти потврди Бранко Азевски. Да си имал некој Вујко тамо од цекот, всичко многу повисоко ќе си стигне. Не сум имал. Па еве Бранко Азевски, на Бранко Азевски со сета почит кон го почитувам човекот ти се. Ама се татко му бил удбаглаено. Нема врска тоа татко му. Што е сега? Роднините не можеш да ги бираш. Абе не можеш да ги бираш, се знаело не можеш да ги бираш. Не, јас знам како успеа Бранко Азевски. Иначе овде велат дека јас се правам као Љупчо Георгиевски, лажам дека сум среден бизнисмен. Ако навистина мислите дека со оваа логите, ако имав нешто, кој знае што, ако бевме, кој знае колку профитабилни, немаше со оваа камерчева од 3.500 денари од Логитек да ви ја правиме емисија. Тоа што сме ние вешти да ви направиме со малку, да изгледа дека е многу, не значи дека сме богати, извинете. Тоа што знаеме квалитет да правиме, знаеме како да работиме, тоа никој не може да ни го земе. Парите може да дое државата да ти ги собере, рекетари да ти ги земат се, ама тоа овде што го имаш, не можеш да се правдаш, јас тоа најдобро го знам. Ти знаеш дека ја нема по никоја цена да лажам ради тебе, пучанство и публика, и не можеш да им се правдаш. Ти екзистираш со твојот ум, ти си млад, перспективен и докажан новинар и така натаму. Немој, ја никому не се правдам без Златев. Не би, ја не. Ја никому не се правдам, верувај ми. Ма ми лепе етикетите ВМРО-вецте, ми лепе етикети, свашта. Еве, Тито Беличанец пишал дека јас сум еден од 10 најодговорни што Македонија чекај сега, ја го видов тоа. Значи, дај кажи ми што е работава, бе. Па еве, Јул Медија има, тоа е некое на СДСМ овако. Дај да те предложиме за нешто, за некоја функција.
и тоа сум Меѓу многу 10 следители. највлијателни, ја утрово разговарам со еден од 10 највлијателни луѓе во Тито Македонија. Беличанец, овие луѓе ја владеат државата, со камерчево 3.500 денари, јас сум еден од нив. Значи, тука се Драган Ковачки, Драган Павлович Латас, Љупчо Цветановски со Брадичево е дал, замисли он ја владел државата. Да, Миле Левков, добро, ја, добро. одма сум до премиерот Мицкоски, лево до него. До него е Александар Николовски, овој што е за транспорт и врски вице-премиерот. Под него више доле испод мене се Горан Момировски, Дафина Стојановски и председателката Гордана Селјановска. И ние испод мене е на слика. Вака, другите нема да ги коментирам, тебе ќе те коментирам. Јас сум Ти си практично, ја у живот 5 пати се на се сум го видел Мицкошки овакво, на брифинзи у владата пред се, или у ВМРО ДПМН со сите новинари. Јас насликава сум му на Мицкошки десна рака, лева рака, Николовски му е десна рака. Objection. Ја ова не можам да верувам. Од каде оваа мок во мене, ти викам, јас веќе почнувам и ќе си барам, мислам, стварно, ако сум волку мокен на обвинет, јас стварно треба да влијам на политиките. Вака ја ќе одговорам, ти ќе сванеш, а се надевам и слушателите. Навремено прв се пријавувам за шеф на кабинет кај тебе. Зашо? Штом си толку мокен? Ти има да станеш многу голем функционер. Јас се пријавам да ти бидам шеф кабинет, еден од најдобрите организатори во државата сум. Се надевам мојата желба ќе биде исполнета. Ова е мој одговор на ова што ти права. Ја знаеш Минка од тука, да те ја знаеш етикетират. Минка од Радио Лидер, јас со Минка работам 5 години, ако ја било што сам Минка ќе ми биде шеф. За Минче се повлекувам. Значи, Херминка, ја ценам. Има тука ред, готово. ти ќе ми бидеш се откажувам. Се откажувам. Одиме со кратка пауза за реклами, почитувани слушатели, се враќаме назад за кратко. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Еве, тажна вест ово утро, ненадејно почина Александар Јович, македонскиот ракомет остана без голем работник, затоа што ненадејно во текот на ноќта почина Александар Јович на 51 годишна возраст, а последно работеше како тренер на Суперлигашот Пролет. Предходно бил асистент на Лино Червар во Металург, ракометен работник. Самостојно го водел Металург 2 и Еврофарм Пелистер, со кого стана и шампион на Македонија како играч. Јович бил дел од Металург, Вардар, Пелистер, Преспа, Борец од Македонија, како и Болоња од Италија, Сплит од Хрватска, Аптин од Србија и Слобода Тузла од Босна и Херцеговина. Бил и поранешен македонски репрезентативец како дел од генерацијата која го вивна македонскиот ракомет. Првата генерација успешна на европската и светската сцена. Вечна му слава, навистина млад, 51 година. Жално. Жално тоа е тоа, ама животот е таков, мора да прифатиме таа реалност, малку да внимаваме, да немаме стресови, за да не се нервираме без потреба и многу по-позитивно да гледаме на животот. Во тој аспект ја пријавам дека повлекува мојата кандидатура за шеф на кабинет кај Златев. Си продолжуваме како надворешен соработник на Лидер. Не бе, може и внатрешен. Ти ќе не бидеш главен пиар по примерот на Митко Јанчев, можам да очекувам на вистина голем успех. Не, ја тебе пиар нема да ти бидам, ја ќе ти бидам брендолог, персонален брендинг, бидејќи ти си дете што уште ќе напредува. Кога ќе ги завршиш работите во Лондон, со самото нешто ќе стекнеш поголеми амбиции и предиспозиции, тогаш побарајме, ќе направиме невиден персонален брендинг. Ја од микрофонов не мрдам. Последниот работење, нема да кажам со кој беше, а ги знаете кои се, моментално се најбарани во сите медиуми, нешто од тебе ќе направиме во друга насока. Иако ти самиот си се избрендира Златев, морам ти кажам, ти си на години на мојот трет син,
така да релативно млад успеа. Мене ми остана генерално уште да добијам Мито Хаджи Василев Јасмин. Јасмин? И можам да идам у пензија. Да бидам вака искрен. На Па, 33 години, Види да ти од кажам. прилика 33 степен е највисок у шкотска рита. Ја имам 33 Вака. години. Исус на 33 ли беше или помлад? 33. На Ај, вака. 33. Да, Кажи го ми- расна доста ми е. Колку досиеа имаш од истражувачкото новинарство? Имам прилично работа. Едно 10-12 И имаш? повеќе. Тоа ти е првиот висок старт за Јасмин. Ке мораш малку и да поднапишеш нешто, ке ти кажам, ке мораш да Ме мрзи поднапишеш. последно време, знаеш, со деца. Лидер со- ти е со- вториот степеник и да, ти треба еден удар, завршен удар, а Јасмин е пред тебе, да знаеш, ама имајќи преди колку години си, јас Да. многу добро ја знам состојбата како се добива Јасмин, едно време беше мој добар пријател, председател, почитуван од професор кој го водеше Европското движење на Република Немам ни Македонија. аплицирано, ја зборам за Јасмин глупости. Не, за Јасмин ќе те А валјда аплицираат не- други. Други треба да те аплицираат, а ти имаш кој Не да бе, те сега аплицира. мислам дека треба сам да се... Па добро, можно да се сменило, може. Појма да се не, смени. мајке Димитар види. Мирчев мене ми кажуваше како да ти работи и пази, таму имаш и за новинарство, таму имаш и за публицистика, така да повеќе области имаш шанси да добиеш. Само ти работи, продолжи да работиш. Што се смееш сега? Нешто да прочита таму? Не ме зафркаваат, нешто не е за споделување со Добро, јавноста. добро, ајде. Сотир, Да, повеќе. имаме една тенденција на Ајде. мизогинија на социјалните мрежи, на Лошо. омраза Не кон чини, не чини. жените, поради тоа како изгледаат. Се појави една фотографија на некои од овие ботови на одредени политички партии, каде што се исмеваат министерката за евроинтеграција Викторија Трајков, генералната секретарка во МНР и една обична вработена во МНР, поради тоа како изгледаат, нели? Така. Сакаат да бидат атрактивни, според, нели, секој човек се одлучува како ќе изгледа. Да. И не смееш да го судиш. Може да ти се допаѓа, може да не ти се допаѓа, но не смееш туки изглед. Дали некој ставил ботокс, филер и така натаму да судиш. Мене тоа не ми се допаѓа, но кој сум јас да судам? Така. Така. Се согласувам. И Има една друг проблем. И она што е многу индикативно е дека станува збор за жени. Сите три жени се екстремно образовани и ги нарекуваат старлети. Со понижни зборови. Ќе земам од третата. Земале некоја девојче која е вработена во МНР, лажат дека е некаков раководител и велат еве стајле старлета да биде раководител. Прво не е точно дека е раководител. И после ако се јавив да прашам, викам која е бе ова, што е ова што се случува? Ми кажуваат девојче имал завршено во Велика Британија, баш дел од тоа што го работи економска дипломатија, меѓународен бизнис, нешто такво, на универзитетот во Есекс. И сега замисли. Некој учел, некој се образувал во светот. Го вработиле со договор на дело, дури преквалификувана за таа функција. И овде сега, само поради тоа некој навредува, исмева по социјалните мрежи. Тоа е една класична дискриминација. Онака по дефиниција станува збор за дискриминација. Тоа е филозофија на паланката, а сосема се согласувам со тебе, што не смееме да ја дозволиме, мораме во корен да ја сотреме. А види да ти кажа мојот животен став. Јас сум човек кој има 60 години богато и животно и работно искуство. Женската природа постои да и се дивиш, да ја негуваш. Еве, да се воскитуваш, ај српски да не се изразува. Да ја негуваш, да ја почитуваш, бидејќи таа е мајка на животот. Значи, тоа е првата причина. Втората. А жените се суттилни суштества, повредливи суштества, не смееш да се однесуваш вулгарно, неваспитано и насилнички. Со ова го кажав мојот животен став кон жените, секој пат сум на нивна страна. Дури и кога не се најво право по било кој основ, со самото тоа што се нападнати како чувствителни суштества, личности, поточно би рекол, ние треба да ги одбраниме.
Ајнаго, Злате, сега ќе ти кажам што станува збор. 6 години работам на стратегијата, гласови, слухови, руморења. Еден човек од многу одавно има докторирано на оваа тема и јас во минатите 4-5 години оваа стратегија ја пробав меѓу народот, многу е успешна, со нејзе екипата моја интелектуална ја рушевме претходната власт. Се обидуваат да вратат неуко, бират погрешни субјекти, луѓето од СДС и само повеќе и повеќе анимозитет политички ќе стекнат, да ти кажам. Погрешна примедна на прекрасна стратегија. А ако некој пат се договориме да направиме емисија како стратегија да ти ја објаснам, ќе видиш дека таа стратегија сега што ја прави СДСМ е многу погрешно применета на женска популација која ти рече е едуцирана. Сите три се екстремно образовани. Така? Пообразовани од позиционирани и респектирани во околината, во контекстот каде што работат. Значи од старт не им успева. И знаеш како? Стратегијата. Тие фотографии ги шират преку одредени ботови. Дури, еве, сега ќе кажам вака отворено. Не е проблем, не навредувам. Да. Не се дивам на нечија несреќа. Так. Но господинот Боби Илиевски е лице со посебни потреби. Тоа фактично. За оној опцето, за тој збориме, мене знаеш дека тој мене га нонстоп ме трова. И мене, ама нема врска, ја не му се љутам затоа што станува збор за лице со посебни потреби. Не го коментирам, ама ќе ти кажам лице нешто. кое поради одредени животни случувања, физички повреди, така натаму станало тоа што е и системот треба да му помогне, државата треба да му помогне. Гледаме колку е јака една држава, колку е добра една држава во однос на тоа како се грижи за најслабите. А знаеш ли дека тој човек преку сестра му судиката што прави? Наместо тоа, извини, не е ни сестра му виновна. Значи, и не е ни сестра Баба ми Анастасија е виновна. Не е ни обвинителката или судика што беше Олја Ристо, така беше? Судика. Не е ни она виновна. Станува збор за лице со посебни потреби. Рекет. Наместо судско-новинарски рекет. Наместо системот да се грижи, одредени политички партии му праќаат да објавува работи на ова лице со посебни потреби и објавува за сите нас работи какви што објавува. Значи, ја ви кажувам, луѓе, не хумани сте, не ги злоупотребувајте лицата со посебни потреби. Браво, алал да ти е. Така треба. Помогнете му на Боби, дајте му во животот некаква шанса, дајте му нешто, но станува збор за лице со посебни потреби, со инвалидитет. Тука застани тука. Не, ама сериозно. Тука застани. Било каква системска евалуација негова ќе го покаже тоа. Наместо да го храните со омраза, да му давате да постира работи кои веројатно не ни знае што се, затоа што се наоѓа во таква умствена фаза во каква што се наоѓа. Вие ширите омраза, ширите јат и чемер во општеството. Станува збор за лице со посебни потреби. Осуда, Златев, отфрлање и осуда. Најголема морална осуда, а и малку повеќе од морална осуда. Малку повеќе. За таквите како него и за него. Го сретнав на улица еднаш во аеродром, извади телефон, нешто ме сликаш. Ја го гледам, прво кога ќе го видите како јасно ми беше дека и сега што да фатам да се расправам со тој, стварно е греот. И немој, и да кажам моето искуство. И проблем е што го злоупотребуваат ова лице со посебни. Да, ама и он многу злоупотребува. Тоа говори за злоупотребува. нивната нехуманост. И он многу злоупотребува. Не можеш да бараш одговорност од лице со посебни потреби. Па ја и не барам. Сотир. Не можеш од такво лице не можеш да јас не треба да одговара за ништо тоа лице. Затоа што пак ќе кажам, не станува збор за битие со како да кажам со здрави психички, физички, нели, расудувања. Не можеш да бараш одговорност од него. Одговорноста ја барам од оние кои му ги праќаат оние болни работи кои ги објавуваат. Тие се позади завесата се тие. Од тие барам одговорност. Тие се сивите еминенции. Мене не ми е крив он. Тие се црвените еминенции. Не, тие се монструми кои злоупотребуваат лице со посебни потреби во политички цели. Тие се Ришелјеа на 21 век. И жал ми е што е така и се надевам дека некаква хуманост ќе им
проработи, Боже те сачи. да не го злоставуваат ова лице со посебни потреби, овака како што го злоупотребува. А што правиме Дека ако ќе им се лицето активира некаква самото човечност. сака да биде злоставувано е под наводници? Знаете, морам да ти кажам нешто, игнорирањето на тие лица е најдобар лек. Од 22 август 2018 година, првиот ден на судење на нашите патриоти кои се во затвор, организирав пред Судската палата протести, ја носев мојата легендарна историска мајца со сум, испотена, давам изјава за некои медиуми, ме сликал тој и кај него на Фейсбук 7-8 години такви небулози за мене изнесува. Никад не му одговорив. Денеска, бидејќи правиме емисија, се бориме против штетните работи, прифатив да зборувам за него. За него е игнорирање, смрт. Тоа е смрт за него. Јас не полемизирам со него. Го молам системот да му помогне. Па и треба да му помогне. Го молам Треба системот да му му помогне. Да, во право си хумани акции предлагаш и Ма спроведуваш. не се, стварно не може ја да полемизирам со лице со посебни потреби. Јас сум нехуман ако полемизирам со лице со посебни Може да прашам 96 година колку години си имал? 22, 4. 4. Од тогаш го знам, кога пишува во македонско дело кај Мокров, легендарниот македонски новинар, се маткаше тамо, се онадуваше и еве во што се претвори, се согласувам, новинарско информативен монструм. Не е монструм. Значи, он има потоа некакви дешавки у Македонски Телеком, паднал од негде, му се случило нешто. И тоа плюс на генетските предиспозиции си има, тоа е лице со посебни потреби. И не можам да полемизирам, не можам ни монструм да го наречам. Затоа што за да бидете монструм, вие треба да имате одредено расудување на човек кој е нели со деловно способен. Не е монструм Боби Илиевски. Боби Илиевски е злоставено лице со посебни потреби. Тоа не е монструм. Разлика во ставови. Не е разлика во ставови. демократија. Не, нема демократија за ова. Овде треба да се помогне. Дали ме разбираш? Ќе разбирам, ајде една комунитарна акција да направиме. Овде треба да се помогне. Да не биде злоставуван во политички како се вика? Јас се нудам. Нека ме оговара мене, нека ги остави дамите и жените, бидејќи мене не ми смета што сака нека врвна мизогенија. Што сака нека каже. Јас се саможртувам, мака немам. Значи, мене тоа што не може да ме убие ме јача. Не можам да полемизирам со лице со посебни потреби. И не сакам да полемизирам. Па ја и не полемизирам, јас со тебе полемизирам, бидејќи ти си човек кој има своји вредности, кој има своји квалитети, кој има своји мани, а јас со него, еве ти реков, 8 години не полемизирам и ќе продолжам. Потребна е здравствена евалуација, потребна е да се стварно е потребно. Потребно е да престанат, јас чув и бивши министри, значи кој се него злоупотребува и тоа говори за нив, тоа говори колку страшно паднал. А што правиме со нив? Оваа земја. А што правиме Тие со се нив? монструмите. Не е монструмот лицето со посебни потреби. Монструми се оние кои злоупотребуваат лица со посебни потреби. Ајде да ги разобличиме. Значи, ајде да видиме кои се Ришелија. Ришелија знаеш кој е? Поголем кралот француски, кој има кодекс како треба да се однесува кралот и така надаму. Што правиме со тие сиви и црвени еминенции кои сакат нон-стоп да раководат Македонија, а не знаат и ни Р од раководење или У од управување или М од менеджмент или П од политика. Еве, добро. Со овој повик за хуманост, со овој повик за еден подобар однос кон најслабите во општеството, да ја завршиме оваа емисија. Па би могли, ама може една порака, нека 2025 година биде година на мир, година на хармонија, година на љубов, нека прекинат сите војни во Газа, во Украина, во Сехел, таму под Сахарска Африка и едноставно дај да видиме малку економски раст и прогрес. И дај малце да се погрижиме за лицата со посебни потреби. Важи, се согласуваме. Еве, нека биде тоа една порака за крајот од оваа емисија.